Почитувани представници на медиумите, дозволете да дадам изјава по повод понудените оставки од министерот Венко Филипче и заменик министерот за здравство Илир Хасани. Внимателно ги прочитав наодите на истражителите за причините за несреќата во Тетовската модуларна болница. Како што е јавно соопштено, со стручните наоди на вештачењето е утврдено дека пожарот настанал како последица од електрична куса врска во приклучен кабел. Врз основа на овие и на претходно добиените информации, сакам да ја известам јавноста. Нема причини да се лоцира политичка или менаџерска одговорност кај министерот доктор Венко Филипче и заменик министерот за здравство доктор Илир Хасани, кој подсетувам од морални причини поднесува оставки кои чекаа на мојата одлука. За евентуалните грешки, причините е човечки фактор, ќе се произнесат надлежните органи. Останувам на ставот дека нема да дозволам политизирање на трагедијата во Тетовската болница. Ние политичарите и извршната власт генерално не смееме и нема да го толкуваме извештајот на вештите лица кои постапуваат по наредба на јавното обвинителство на Република Северна Македонија. Откриена е причината за пожарот и таа е јасно и јавно објавена. Ја примив оваа информација и постапувам. Веднаш дадов насоки до Министерството за здравство во најкусен може рок да се извршат темелни теренски контроли во сите модуларни болници. Сега е најважно да се засилат контролите и проверките за да се намали ризикот од вакви несреќи предизвикани од страни предмети во иднина, поради што за жал изгубивме 14 животи. Не сме единствена земја во светот во која се случуваат трагедии. Романија е последниот пример дека тешката деноноќна борба со пандемијата ги прави јавно здравствените системи поранливи од мирнодопски периоди. Ни се случи страшна трагедија и нема бегање од тоа. Изразувам уште еднаш сочувство до семејствата на загинатите и загубените човечки животи. Болката и тагата е присутна кај цела наша нација, кај сите граѓани. Наша должност, пред се како луѓе, после како политичари, да не им ја правиме огромната загуба на семејството на трагично загинатите уште потешка и да обезбедиме функционирање на системот на здравствена заштита. На македонското здравство, на сите граѓани им е потребен систем кој соодветно ќе одговори и ќе ги заштити во време на пандемија. Затоа треба да гледаме и подалеко од денес и подалеко од утре. Уверен сум дека Филипче и Хасани направија и професионални и лични ангажмани за македонското здравство и спасија илјадници човечки животи. И затоа им ја давам довербата да продолжат да го водат здравствениот систем. Благодарам. Повелете, праша. Секогаш и јас, а и нашата влада се водиме од одговорноста, од секој можен аспект на одговорноста. Јас во некој аспект на ваши прашања новинарски дадов одговор дека никој не е врзан за одредена функција, за одредена позиција или слично. Но кога имате добиена одговорноста, навистина треба да мислите и за утре, и за ден после утре, за состојбите во кои што се наоѓа државата, мислејќи пред се на пандемијата која што стои. И секако се водев и од тој аспект, имајќи во предвид дека двете оставки се поднесени од морални причини. Затоа што ако беа од други причини, тие ќе беа соопштени од други причини. Доколку има, уште еднаш потенцирам, човечка одговорност од било кој, тоа е работа на кривичните органи. Ние сме влада политичка која што презела одговорност да управува со извршната власт и тука е најголемото чувство на одговорност што ќе се случи денеска, што е утре, што следува понатаму во целиот овој процес. Така да одговорно реагираме секогаш, сакаме да постапуваме секој пат соодветно на тоа што е пример пракса во светот, но како што реков, се случуваат трагедии, болката е огромна кај сите, кај цела нација. Не верувам дека само кај вас, кај нас или кај било кој, но дефинитивно мораме да мислиме и на системот денеска и утре и да продолжи да функционира.
Значи не реков јас дека се работело за човечка грешка никаде. Реков ако има човечка грешка, надлежни се органите кои што го истражуваат тоа. Тоа се како во сите земји, така и кај нас, јавното обвинителство, судовите или слично. И доколку утврдат грешка, човечка, поединечна, било каква грешка, тие го адресираат тоа прашање. Овде се работи за политички момент, за морално поднесување на оставките, на кои што секако јас реков дека основата и еден од најважните импути за влијанието врз мојата одлука дали да ги прифатам ваквите одлуки или не, ќе биде изворот на вештачењето од што се случил пожарот и како настанал пожарот. Една прашање што се поводува е дека дали за тој кабел што бил не соодветен пружен кабел треба некој да одговори политик, но да знае како тоа треба. Таму како прво и како второ, за 2 минути се изменила цела тоа и за тоа не треба никој да одговори дека немало систем за пожар, противпожарен систем, за наведен страни. Значи одговорите на вистина ќе ги дадат сите соодветни институции. Ние сме денеска да овде присутен сум јас, а секако и владата да даде одговор на политичкиот момент, на менеджерскиот момент, на министрот и на заменик министрот. Јас сум мандатор кој што сум ги предложил пред собранието да бидат избрани како министер и за заменик министер. Одговорите мора да бидат дадени до крај, на секаде. Не би сакал јас да навлегувам дополнително во коментари дали продолжен кабел има и во, не знам, во детска клиника каде што се лечат дечиња од редовни детски болести во редовниот нивен третман пред се на поголемите дечиња или слично и како таму се полнат телефоните мобилни или слично. Тоа не е моја работа, тоа е работа на институциите, треба да дадат детални одговори за сите овие прашања. Јас сум благодарен што навистина, знаете, апелирав до Министерството за внатрешни работи, еве јавното обвинителство излезе со соопштенија. Прво, благодарен сум заради тоа што сите институции, дури и тие што не се под извршната власт, чувствуваат обврска да одговорат на граѓаните, најчесто адресирани преку вас, новинарите, за одредени прашања кои што се навистина врв на приоритет на интерес на граѓаните и се дадоа одговорите. Како што соопштуваат тие во нивното соопштение, тие продолжуваат истрагат. Истражуваат многу други елементи. И очекувам јас и сите ние граѓаните, секако и владата, јас како председател на владата, деталите од сите други истраги кои што ќе терат. Би сакал да знам што германските експерти исто така адресираат. Тоа е многу важно, но кога кажуваат во извештајот дека недвосмислено се гледат дека од што настанал пожарот, тоа е јасно од кои причини настанале пожарот, а сите ни е јасно што значи просторија полна со кислород. И мислам дека тоа и на јавноста, и на вас, новинарите, и на нас, политичарите, ни е јасно. Навистина кислородот е сериозната причина за брзината на расплантувањето на пожарот, со кој што изгубивме 14 луѓе наши сограѓани. Моралниот аспект е чинот на покажување на човечноста, болката дека сме од крв и од месо сите, и тоа е аспектот на кој што се поднесува. Но истовремено кога водите вака одговорни функции, министер, заменик министер, председател на влада или слично, и секојдневно сте втурнети во процеси кои што значат живот за многу граѓани, каде што е важна улогата на секој болничар, на секоја медицинска сестра, на секој лекар, на директорите на инфективните оделенија, на министрот за здравство, на заменик министрот, кои што буквално денот го почнуваат и го завршуваат со нешто што е навистина преокупација на целиот свет и кај нас, а тоа е пандемијата и борбата како да се спаси секој човечки живот. И не може да не ви е важно дали преку тоа што ќе донесете одлука и ќе ја прифатите оставката од морален аспект и ќе го ризикувате целиот овој систем кој што кај нас покажа функционалност, дека функционира, транспарентност, отчетност, секој пат навремено информирање, давање одговор за сите прашања, кои што се драгоцени за сите граѓани, кои што се информираат токму преку вас медиумите. И заради тоа, моралниот дел, според мене, е политички и менаџерски на одредена личност и човечен дел. Секако, ако некој чувствувал лична одговорност, дека токму од човечки фактор, токму од него се причините, тогаш се поднесува друг вид оставка и не се разговара од прилика за тие оставки.
Јас го читав. Јас го читав извештајот од медиумите, како што е соопштен. Јас го неам добиено извештајот од јавното обвинителство, ниту се должни да го достават до мене извештајот од јавното обвинителство. Дури МВР не е должно, иако е институција под владата и под премиерот е веќе иерархиски поставено. Тие работат по ангажман на јавното обвинителство и таму го доставуваат самиот извештај. Како што реков уште во првиот момент, кога беа поднесени оставките дента, дека ќе чекаме извештај да ги каже причините зошто настанал пожарот. И денеска ги знаеме кои се причините. Сите други аспекти треба да се истражат. Дел од аспектите може ќе дадат други информации, дел од аспектите може би ќе бидат поука за сите. Уште еднаш напоменувам, зборуваме како што е насловот на целата постапка кај нас и во Романија, и во Австрија, и во Германија и насекаде. Modular prefabricated containers. Тоа се времени модуларни болници кои што имаа за цел во моментот, минатата пролет, февруари, март, април, да ги изгрижат граѓаните, да не чекат во болнички коли на паркинзи пред инфективните оделенија и прво што направи го заменија шаторот поставен од Министерството за одбрана. При самото нивно конструирање не се замислени да бидат со кислород вградени, тие се градени без системи за кислород или слично. Кога доаѓа третиот бран, се вградени самите системи за кислород и верувам тоа е веќе познато на самата јавност. Но јас зборувам за причините за поднесувањето на оставките, тоа е од морален и етички аспект, и причините како дадов одговор кога ќе се изјасна под самите тие оставки, мајки го предвид се вкупниот аспект на одговорноста која што носиме сите пред се и за продолжување на животот понатаму, односно борба со пандемијата и со сите други предизвици на здравствениот систем. Јас го имам во предвид, како што реков, комплетниот професионален и личен ангажман и на Филипче и на Хасани во целиот овој период. Ако некаде сум воочил, доловил одредена нивна вина, јас и ќе го разберам моралниот и етичкиот аспект и во ред ќе постапев другачие. Не го гледам воопшто. Прво, сите сме свесни колку е присуството на кислород во ваквите објекти повеќе застапено од вообичаено. Нормално е кога ќе се запали и цевката од кислородот, тој да биде уште поголем. Внатре сите не е јасно зошто настанала самата несреќа, но не би навлегувал во деталите внатре, затоа што, еве го кажувам, и моментот, и мајки го во предвид целиот нивен и професионален и личен ангажман, од кога почна пандемијата до денеска. Впрочем, тие се избрани за министер и заменик министер кога траеше пандемијата од овој мандат кога се бирани. И втората работа е важноста и неопходноста од овие луѓе за граѓаните, за здравствениот систем, имајќи во предвид дека пандемијата обстојува. Вака поставено прашањето, вие алудирате дека некој направил направа за да убие човек. Не е така? Да ве подсетам дека прво, еве ќе ви дадам одговори на сите ваши прашања. Да ве подсетам дека модуларните болници се правени
на исти начин, по исти стандарди, како во многу други европски земји. На исти начин, по исти стандарди. Второ, да ве подсетам дека тие се правеа во моменти во кои што сите ги поддржевме нивното правење, кога се плашевме да не затекне Италија, да немаме каде да ги прифатиме нашите граѓани. Сите сме потенцијални пациенти. Тоа се привремено прифатилиште на луѓе болни од корона, за да не буквално чекат во болнички коли пред инфективните болници, на паркинзи и слично. За тоа се направени. Не се правени противпожарни бункери, за да можеме да очекуваме тоа. Третиот елемент, сите сме имале свој во болниците. Некој пат сме биле и некој од нас. Зарем не сме некој пат користеле продолжен кабел за нашите телефони кога сме во болници? Односно, полнач за телефони, кога сме биле во болници. Од друга болест, не мора да е од пандемијата и од било што. За да се вклучи секако продужниот кабел, односно кабелот за полнење на телефонот. Тој се вклучува во штекер кој што постои таму. Не е дека не постои штекерот, јас не сакам сега да изигравам истражител или слично, но логиката кажува. Луѓето, сите сме тука исправено, може да се погледнеме и себе си. Кога сме во болница, телефонот е до нас, а со тоа и потребата да го полнеме телефонот. Така? Кој да обвинуваме, дали требало да има полнач за телефонот или не? Полначот за телефонот е таму присутен. При тоа, како што се приклучува струјата на секој времен објект, кој што е од времен карактер, модуларен континер. Како намерно е направено некој лош приклучок за да загинат луѓе? Не е намерно, сигурно. Јас уште еднаш ќе кажам. Значи, ставете се на место на комисиите или работните тела кои што ја правеле спецификацијата, имплементацијата на целиот дел. Сите се воделе, сите се воделе по стандарди како што е правено на секаде. Ние не ги измисливме модуларните болници. Тие постојат на секаде. Истите стандарди, истите спецификации, истите начини се имплементирани и тука. Несреќата се случи кај нас. И голема е трагедијата што се случи кај нас. Се случува и на други места по светот. Тоа никако не е оправдание. Ниту е, не знам, причина за надменување на болката пред се на семејствата, но и на сите нас. Но дефинитивно е постапено во време на предизвик како да се направат објекти која беше многу важно. Да ги изгрижиме граѓаните, затоа што беа полни болниците. Вториот дел, пуштени се целите системи за кислород пред третиот бран, или третиот бран која доаѓа, која веќе се полни болниците во државата кои што се изградени, за да може и тука да се спасава човечки живот. Таа била причината зашто се правени. Никој не ги правел ниту со сакано невнимание, ниту ги правел со некоја намера или слично. Верувам дека сите ќе се согласиме за тоа. Еве вака. Јас кажав и во моето обраќање и пак ќе повторам. Евентуалната човечка одговорност, надлежност е на истражните органи да ја откријат доколку постои. Ако е човечка одговорност што бил внесен продолжен кабел и бил внесен полнач за телефон и телефон, нека ја нотират и нека ја кажат. Ако за тоа треба да има човечка одговорност, нека ја кажат. Но јас денеска давам одлука моја која што ја чекат граѓаните по повод моралната и етичка оставка на министерот и на заменик министерот за здравство. Таа е поднесена и од тој аспект беше кажано и до ден денеска, повтарам, важни за мене беа причините од кое настанат пожарот. Што се случило, како настанал пожарот. Веројатно за сите беа важни. Тоа беше исто така неопходна информација која што сакав да ја знам, за да ја донесам одлуката. Уште еднаш напоменувам, имајќи ги сите аспекти. Кои се тие луѓе?
што на професионален и личен план работеле и што треба да работат и понатаму, имајќи во предвид дека се уште сме со високи бројки на пандемија. Како да ви кажам, не сум стручен да кажам дали требало да има специјален приклучок во болница, која што времена, модуларна, за полнач на телефон. Кој сум јас да кажам дали сметам дали требало да има друг вид на приклучок за полнач на мобилен телефон во модуларна или времена болница. Не знам, така го сватив прашањето. Да, вие очекувате од премиерот да биде истражител и да оценува што е во ред, што не е во ред. Дали требало, дали не. Прашањето зошто не бил вклучен директно на штекерот, зошто на продолжниот кабел или слично. И кој тоа го направил или тоа не е моја работа. Ниту верувам дека е работа на министерот и на заменик министерот за здравство. Јас знам, имаме потреба некој пат како луѓе да се очекува одреден исчекор од поединци. Но верувајте, кога сте на тие позиции, одговорност ја чувствувате и за денеска, и за утре, и за ден после утре. Затоа што истите ние, сите, не вие или јас, сите ние, ќе се исправиме, не дај Боже, за 3 дена, да прашаме, зошто не се мислеше сега и на ова важна работа. Должно се да мислиме и на ова. И затоа сум вака исправен пред вас и давам одговорите до крај, согласно моите чувства кои што ги имам во тој момент, пред се доминантно чувствата на одговорност. И извршната власт, да, е голема чест, но е пред се и над се голема одговорност. Дали си министер, председател на влада, директор или слично на институциите, е голема одговорност. Значи, прво во новите амбуланти кои што се градат, се вградуваат трајни системи за противпожар, заради тоа што тоа се болници. Тоа не се за пандемијата од COVID-19. Таму се во самите спецификации надоградени дополнителни системи кои што значат како се обложува подот, зидовите, како се прави, затоа што се градат такви објекти. И тие се објекти кои што исто така се применуваат на секаде во демократскиот свет за, не знам како ги викат, за здравствени домови, за амбуланти, кои што не се од специјалистички карактер нормално, и секој пат може да ја вршат на вистина функцијата да го примат пациентот, да се направи прегледот, да го нададат наодот или слично, и тие се обезбедуваат заради тоа што тие не се прават од сега додека заврши пандемија, не, тие остануваат трајно и затоа се заштитени со тоа што знаете дека дирекција Државниот санитарен и здравствен инспекторат веќе направи една контрола комплетно, направија сите, модуларните болници во државата се тие, нема да бидат други. И ние не треба да кажеме дека нешто ќе бидат други. Тие се направени за тоа времено прифаќање. Нормално, сега, како што реков, дадов насока и на министерот, и на заменик министерот, и на сите одговорни лица да ги направат дополнителните контроли. Од кој аспект? Значи, прво, по никој случај, ако не мора, таму да нема луѓе. И до сега гледате се слободни другите клиники, другите оделенија, инфективните се тие кои што ги примат пациентите и се надеваме дека и така ќе остане. Но тоа не значи дека ние од утре булдожерите ќе ги срушиме, затоа што се направени да направат времен прифат на луѓе ако има потреба на исполнетоста на болниците да бидат прифатени токму во тие времени објекти. Ви благодарам на сите за прашањето.